Се јавив за реплика само за да појаснам, затоа што ние веќе претходно надвор од оваа расправа разговаравме и се надевам на поддршка, се разбира заеднички да изготвиме едно законско решение во кое што ќе ја исправиме оваа неправда и ќе ги исправиме овие неусогласени политики и дефиниции кои што стојат во различни закони, а се однесуваат за иста категорија на граѓани. И поднесувањето на амандманите беше заради тоа што всушност евиденција во Министерството за труд и социјална политика не постои. Затоа што точна евиденција на оваа категорија на граѓани не постои. Од повеќе различни извори се црпат податоци за да се добие до некаква бројка, односно да се добие да добиеме точно кои луѓе имаат потреба да бидат опфатени со оваа помош. Јас бидејќи и во иднина се надевам на уште такви измени, мерки кои што ќе ги предвидуваме за оваа категорија која досега не била опфатена со помошти, а кои што можат навистина многу да им значат за одгледувањето на децата и така натаму. Сметам дека оваа евиденција мораме да ја направиме, да собереме податоци и од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, да видиме кои се оние кои што земаат пензија по основ на починат родител. Понатаму да земеме податоци од образование, да добиеме информација за тоа кои се децата кои што се пријавени и одат на училишта, чии родители се разведени и така натаму, починати, исчезнати. Значи од повеќе кога ќе се направи вкрстување на податоците од повеќе институции, ќе се добие една база на која што може да се работи. Меѓутоа се разбира, на сето ова мора да има да претходи едно законско решение и сето ова ќе го ставиме во една законска рамка за истиот проблем, да не се соочуваме и понатаму со други законски решенија. Ви благодарам.